Господине Николов, колку време обстојува левицата на македонската политичка сцена? Политичка партија Левица е формирана во февруари 2016 година, значи веќе близу 4 месеца функционира на македонската политичка сцена. Истата е формирана од познати социјални активисти кои беа активни во левичарски здруженија, во левичарски организации и левичарски партии, а кои се обединаа околу една идеја да се формира една левичарска партија, силна левичарска автентична партија, наспроти досегашните партии на естаблишментот, ова партија да биде партија на работниците, партија на сиромасите и партија на обесправените. Кои се програмските приоритети на левицата? За што ќе се залагате? Левица се залага за работнички права, за социјална правда и за демократизација на сите сфери на живењето и антинационализам. Левица е надетничка партија и таа ги вклучува сите етнички заедници во Република Македонија, со тоа што работниците, сиромасите и обесправените, без разлика од која етничка заедница доаѓаат, ги имат истите проблеми. И исто така Левица цврсто застанува на челото на заштита на начелото на секуларизам и одвојување на верските заедници од државата, а истовремено дава слобода на верско изразување на секој поединец. Левица е против патриархалниот морал и родовата нееднаквост и смета дека жените во нашето општество се по-онебесправени од мажите. Тие работат во трудово интензивните грањки, зимат ниски плати, процентот на вработени жени е понизок од процентот на вработени мажи, што укажува дека жените се зависни од мажите. Левица ќе гради општество во кое што ќе има родова еднаквост и емансипација. Левица заштитата на животната средина е еден од главните приоритети на Левица и Левица смета дека животната средина е наш заеднички дом и нема да дозволи животната средина да биде полигон за остварување на лични профити на сметка на уништување на здравето на луѓето. Левица ќе има нулта толеранција против сите оние кои што загадуваат животната средина повеќе од дозволените законски норми. На економски план Левица ќе гради општество во кое што капиталот ќе им служи на луѓето, а не луѓето на капиталот, односно Левица ќе го застапува политичкиот став дека секој може и треба достоинствено да живее со својот труд. На долг период, значи долгорочна цел на Левица како партија е промена на сегашниот социоекономски систем како неправеден, промена на социоекономскиот систем капитализам и воведување на социјализам како хуман, емансипаторен и еднаков за сите социоекономски систем. При тоа фокусот, значи човекот да биде во фокусот на овој систем. Господине Николов, како најмлад политички субјект, успеавте ли да се мапирате на македонската политичка сцена наспроти останатите партии? Како ве прифати останатите? Да, веќе, значи, досегашната пракса на политичко делување веќе добива промена со појавата на Левица. Значи, ако досега пракса на политичко организирање во Република Македонија беше дека сите политички партии ги застапуваат интересите на олигарсите и на крупниот капитал, сега имаме политичка партија која станува на другата страна, односно ги штити интересите на работниците, ги штити интересите на обесправените, на сиромасите, на невработените. Со тоа, значи, веќе Левица се прави промена во таа општествено-политичка состојба во Македонија и се наметнува како нов, автентичен политички субјект. Како ве видоа останатите? Имате ли притисоци? За воля на вистината, на локално ниво да кажеме, немаме притисоци, дури сме прифатени како со симпатии некои членови на други политички партии гледат на нас, дури сме изненадени од тоа што на луѓето веќе некој им е преку глава да бидат да ги следат две партии од кои едните се познати како елитисти, а другите како националисти. Значи, луѓето сакат веќе промена на политичката сцена во Македонија и затоа бараат некоја нова политичка партија која ќе внесе свежина. Значи, ние имаме дури конструктивни предлози и сугестии од членови на другите политички партии, кои ще ги приемаме како добронамерни и кои ще ни дават за право да мислиме дека сме на вистинскиот пат, односно дека нашата идеја ќе заживее понатаму. Ве прифатија ли Струмичани и како планирате да се организирате овде на локално ниво, односно која ќе биде структурата на вашата организација како политички субјект Левица?
Значи, моментално ние веќе имаме формирано локален огранок во Струмица, а моментално работиме на отварање на локални ограноци во другите општини од Струмичкиот регион. Ние не се брзаме многу во делот на ширење на нашата партија. Нашата цел е малку подолгорочна. Ние не сме партија која сака да дојде по секоја сцена до некоја фотелја, до некое директорско место или пратеничко или министерско место. Ние сме партија која што има цел да направи промена во системот, односно како што реков, промена на сегашниот неправеден систем, социјекономски систем капитализам и воведување на социјализам. Тоа ќе биде долга борба, долга политичка борба, но мора од негде да се почне. Значи левица не се формира за кратки стази. Нашиот императив не се изборите и дограбување до некоја политичка функција. Нашиот императив е промена, дефинитивно промена на сегашниот социјекономски систем. Не ми конкретизиравте, дали струмичани се интересираат за левицата? Рековте, добивате сугестии, забелешки и конструктивни предлози од нив. Колку со симпатија ве гледат? Дали има интерес? Тоа сакав да ве прашам. Интересот повеќе се сведува на давање поддршка вербална. Луѓето не сакаат веќе многу да се впуштат во политички партии, да бидат членови на политички партии, но меѓутоа нивните сугестии, нивните предлози до нас не даваат за право дека тие се наши поддржувачи. Значи луѓето малку имаат страв во делот дали вработени се во државни институции, имат малку страв да директно да се вклучуваат во политичките партии, меѓутоа тие не даваат поддршка и стојат за нас. Значи ние сметаме на тие луѓе, значи ние сме на вистинскиот пат и гледаме дека луѓето не поддржуваат. Господине Николов, јас ви благодарам на ова интервју. Благодарам и на вас.